Благодарам. На самиот почеток на мојата реплика ќе го замолам јавниот обвинител, како еден ентитет кој што постои во целиот овој правосуден систем, да постапи под допрен глас. Ве замолувам да направите една анализа и да направите една истрага, за да ги истражите сите действија кои што се случија на претходната седница на истата оваа комисија, кога се расправаше за Академијата за јавни обвинители и судии, заради тоа што се случи еден флагрантен прекршок на законите. Ќе се повикам на она што го кажа председателот на Собранието Талат Џафери во гостувањето на Дневникот во ТВ Сител, каде што укажа дека и тој, исто така како и сите оние кои што имаат можност да управуваат со собраниските комисии, можат утре да бидат повикани на одговорност по членот 353 од Кривичниот законник за злоупотреба на службената должност. Ќе ви објаснам зошто. Ќе ви бидат дадени и снимки на увид, за да видите како се обидоа да прошверцуваат еден работен ден во услови кога не беше усвоен дневниот ред, и за истото такво дело еден господин Трајко Велјановски, кој што 9,5 години беше председател на Собранието, скоро 2 или 3 години беше под притвор, под пресии, само заради тоа што го почитувал деловникот во делот каде што се укажува дека кога има пријавени за збор на одредена точка, додека не се исцрпи дневниот ред, односно редот на говорници, не може да се премине на наредна точка. Тогаш на таа комисија се случи да не се усвои дневен ред, да има процедурални забелешки, на крајот од денот председателката на комисијата, кој што седи сега позади мене, сакаше тоа да го прикаже како поминување на еден работен ден, што е директно прекршување на членот 353 и злоупотреба на службена должност. Ве молам да ги пребавите сите материјали кои што се потребни, да отворите пред истрага, па да видиме, ако била виновна, нека си одговара, а ако не била виновна, да кажеме дека тоа што го обвинува опозицијата не било правилно. Понатака сакам да се приклучам на заложбата на колешката Снежана Калевска-Ванчева. Ве замолам под итно веднаш да се расчисти случајот со земјиштата кои што биле продавани на Евана и да видиме кои биле организатори, кои биле учесници и да си одговараат. Под итно се согласувам со вас и еве лично како пратеник ви се ставам на располагање колешке Ванчева за све што треба да вршиме јавен притисок за да може господинот Јовевски да постапи по предметот, да истражи и на крај да видиме кои се виновни, каде завршувале парите и кој се бил умешан во таа мрежа. Тоа е транспарентно, тоа го побара самиот Христијан Мицкоски, од кога вие како партија инсинуиравте дека тој е замешан во мрежата. Така да, ајде да покажеме и да се отворат истраги, па да видиме кој бил умешан и тој што бил умешан да си одговара. Она што треба вие да го знаете, заради тоа што се повикувате на вашето правно знаење, вие сте адвокат, дека институцијата од каде што доаѓа почитуваниот обвинител е независна. Не знам зашто чувствувате врска вие да го браните. Затоа што ни сите ваши говори вие застапувате дефанзивно врз основа на тоа што ние го произнесуваме како аргументи врз основа на извештајот, како да човекот тука кој што седи нема никаква улога, затоа што тој треба да го брани извештајот. Не сте вие повикана да браните, да ни кажувате како постапува обвинителството или како не постапува обвинителството, затоа што сметам дека така треба да идат работите. Споменавте дека самото обвинителство нема капацитет да одговори на предизвиците, односно да сите оние поднесени кривични пријави и така натака, заради тоа што има проблеми во финансирањето, заради тоа што кадровиот капацитет не е исполнет, и тоа не е така, заради тоа што пред се треба да има желба. Треба да има желба за да може да постапува по тие предмети, а можеме да видиме дека обвинителството има желба само да постапува кон одредена група на луѓе кои што по случајот на нештата припаѓаат на една иста страна, додека за сите други работи обвинителството нема желба едноставно да постапува. Зборуваме за тоа каков требало да биде обвинителството организирано, зборуваме за обвинителни акти и тоа е точно. Но не може да зборуваме за квалитетен обвинителен акт кога не се создаваат обвинителните акти по ПИЕС, по правила, кога не се создаваат по закони. Туку се создаваат политизирано, се создаваат конструирано. Имаме еклатантни прекршоци на целата таа обвинителска постапка и создавување обвинителни актови. Еве тука ќе ве потсетам на обвинителката Лилија Стефанова, која што имала лажирана доказ во судска постапка. Замислете еден обвинител кој што припрема и создава обвинителен акт, лажно подметнал доказ.
И сега сите тие луѓе кои што на судови идат директно на стрелање, затоа што напред се знае да, потврдено, да, точно дека е потврдено, и од напред идат на јасна судска пресуда, затоа што обвинителните акти се конструирани, затоа што се политички нарачани, тоа нема некој кој што во оваа држава не го знае, и токму ради тоа обвинителството е една од најнепопуларните институции во државата, односно не постои човек кој што има позитивно мислење, заради тоа што во последниве 5 години обвинителството постои само да осудува и да создава обвинителни акти за една група на луѓе. Па така да можеме да видиме дека во држава има 3 категории кои што ги обработува обвинителството. Едната е категорија кои што се ВМРО-ДПМН и блиски на ВМРО-ДПМН, и за нив обвинителството постапува, па ја мислам дека може да им позавидат барем во брзината на актите, на она што треба во нивна надлежност, одредување или барање на притвор и слично, и на еден вака, би рекол, сосема солиден правосуден европски систем. Значи тука е добро. Вториве се овие од СДСМ. Таму почнува одредена предистрага заради притисок на јавноста и како по обичај кога ќе се подзаборави се трга на страна, се губат документи, обвинителите се менуваат, нешто чудно се случува, се доживуваат откровенија и на крај третата група се оние од ДУИ, на нив никој ништо не им може. Тие може да прават што сакаат, никој не смее во обвинителството да им направи поднесок, да формира акт, заради тоа што нели тие се недопирливи. Тие се трите вака моментов основи или групи на луѓе по кои што обвинителството постапува, сакале вие да признаете или не. Што може да се види кога се работи за функционери поранешни на ВМРО-ДПМН, тогаш ова обвинителство постапува поостро од инквизиција. Нема врска дали бил човекот невин, дали се почитува презумпција на невиност, дали сите доказни постапки за да се формира еден обвинителен акт биле собрани, тоа нема никаква врска. Одма моментално, само што ќе се види кој е што е човекот, му се пушта обвинителен акт, без почитување на ниту едно правило, со лажирање докази, со притискање сведоци, со уцени, со 300 чуда. Ама кога се работи за овие другите, тогаш ќе видиме како може, што може да фатиме кривина. Постапките предистражни за ВМРО-ДПМН, за луѓето кои што се блиски на ВМРО-ДПМН во рекорден брз период, но за оние од СДСМ се уште се истражува. По 2-3 години се истражува. Така да можете и сега да го прашам почитуваниот обвинител докаде е постапката со прислушувањето од обвинителството, ќе стане и ќе ми го каже она што го кажува последните 18 месеци додека сум пратеник. Не можам да ви кажам детали од предистражната постапка. Тоа ќе го каже човекот. Да го прашам докаде е истражната постапка за Ден Дончев, ќе ми го каже истото. Да го прашам за Лидија Димова, ќе ми каже истото. Да го прашам за Драги Рашковски, кој што на очиглед на цела македонска јавност се обидува да не се изразам по-дрско, едноставно го почитувам аудиториумот. Па не знам сега во која фаза е, но Драги Рашковски излегува и дава изјава, ги собрав парите од мекиците на децава. Значи, Драги Рашковски може да е во притвор домашен, ама при тоа може да го сликаат како шета по скопските улици, а сите други луѓе, секогаш кога им се потребни, кога ги се потребни на вас како политичка партија, ова партиско обвинителство да ги пика по притвори, по ефективни, па домашни, па секогаш кога е потребно да се направи некој дефокус, да имате дежурни виновници, па луѓе со медицински документации да ги мкнете по судови на очиглед на целата јавност, дури и колку да има негативна перцепција за нив, луѓе во свесни се докади да работат. За тоа користи ова обвинителство, за тоа користат овие извештаи. И токму ради тоа ова обвинителство во очите на народот има толку мизерен рейтинг. Не заради тоа што не треба да постапува, туку заради тоа што треба да постапува професионално, а не постапува. Имаше едно време, пред некои 5 или 6 години, кога народот навистина ви даде поддршка за одредено расчистување, затоа што тогаш направивте таква догма, нема правда, нема мир, и направивте партиско обвинителство, каде што беше овој Арафат Муареми, кој што сега го видовме на снимка на изборите, како што вели не се секирете, ќе пуштиме инспекција, кој што постои само за да фабрикува кривични пријави на функционери блиски до опозицијата. Таму ви беа пола овие началници во полиција кои што земаа плата како истражители. Таму оние обвинители кои што вие ги носевте на мајчки безобразно зимале бонуси покрај тоа што не ги следувало, и за тоа нема
предмет во обвинителството. Парите се испокрадува, никој не знае каде отидоа, што отидоа. Катица Јанева, Вили Јанев, Лазар Јанев, цела фамилија била ставена под капата на обвинителството и земале и краделе безобразно пари, па вие ни убедувавте дека ние сакаме да се спасиме, да не бидат продолженијата на предметите исти, па така натака. И на крај видовме како заврши тоа специјално јавно обвинителство, односно колку вие како партија можете да зборувате за правосудство, ни стана јасно со една снимка и со Луи Витон торбичка, каде што се нарачува кој колку треба да добие, на кој како треба да биде квалификувано делото, за после тоа да видиме дека еднаш ваш омилениот јунак Боки 13, кој што исто така бил доволно моќен да инструира и инсинуира обвинителни акти кај обвинители, каде сегашната обвинителка на ова, кажете го, обвинителството за организиран криминал, му велела, дојди прати камери, тогаш ги носат овие со лицици, да ги снимаме, да ги сликаме. Тоа е нивото на вашето јавно обвинителство. Сега заради тоа што вие се обидовте да ја вулгаризирате, да ја спуштате дискусијата, да барате заебана, почитуван господине Јовевски, уважен господине Јовевски јавен обвинител, јас барам од вас да отворите уште една предистражна постапка, да видиме како тоа адвокатските друштва на господјата и на генералниот секретар Миле Зечевиќ биле најкомпетентни за да можат да ги ангажират јавните институции за баснословни суми на илјадници евра, па да видиме дали е тоа по закон или не е по закон. Или да во ред можеби да е вртено спинување, но сепак е информација во јавноста која што под допрен глас обвинителството треба да постапи, па да се истражи, да види може сте виновни, може не сте виновни, ама како од целиот базен на адвокатски друштва, токму кај вашите се паднала постапката, па дали е срамот или не, треба обвинителот да каже, а ако не каже господинот, ќе каже некој друг јавен обвинител кој што верувајте ќе работи професионално така како што личи на една таква државна институција. Од аспект на мерките притвор, кој што само 2% биле изрекувани, па заради вака или така се обидовте и тука да фатите политички милост, целата јавност знае само за кого се одредуваат мерки притвор. Целата јавност знае. Можеше да види како се однесувавте со Драги Рашковски, како човекот му дадовте домашен притвор, па едно време нели беше ефективен по притисок на јавноста. Човекот слободен се шета. Ден Дончев веќе апсолвира на тема, никој не знае човекот каде е, видовме снимка како ги краде парите. Другиве функционери да не ги споменуваме, ако не се направи притисок од јавноста, едноставно мерка притвор не се одредува за никого. Зоран Заев се уште верува дека Драги Рашковски е невин, а едноставно кажано за функционериве на ВМРО ДПМН мерката притвор се користи во оние моменти кога некој треба да биде заплашен, кога треба да се направи дефокус, и тоа е еден од карактеристиките на вашето владење и една перцепција за обвинителството. Затоа кој како е перцепиран од јавноста не е крива опозицијата, туку е крива работата на тоа обвинителство. Па можете да видите дека сите предмети кои што се тангираат на луѓе блиски до опозицијата се паѓаат магично кај еден круг на обвинители кои што се од поранешно САЕО, па така овој сега Гаврил Боевски случајно стана шеф на Скопското обвинителство. Овој што е Рустеми исто така претендира сега за повисока функција и се така ќе се врти во зачаран магичен круг, а овие скандаливе ниту ќе се истражуваат, ниту ќе се отвараат постапки. Еве, на крајот од мојот говор ми текна да прашам до каде е постапката за автобусот со Дурмотурс, до каде е постапката за болницата во Тетово, до каде се постапките за оние прекршувања со Бесатранс, кој одговараше што тој автобус поминувал низ границите, кој одговараше за Тетовската болница. Да прашам дали има истрага да им се дадат одговорите на семејствата на починатите од ласкарци. Тоа едноставно како да не постои, но за другиве работи. И извинете, вака заборавив да прашам до кај е истрагата со оние градоначалници кои што беа фатени во 2020 година дека поткупуваат гласачи. До каде е таа постапка? Нека излезе јавниот обвинител, нека каже. Ама тоа не. Тоа нема да се каже, но ќе видиме сега за неколку месеци вашиот план во кој што ќе учествува веројатно и господинот и Вилма Русковска, кога ќе почнете заради успорување на паѓањето на вашиот рейтинг да поднесувате кривични пријави за луѓе кои што се ни криви ни должни, но да сме здрави живи, ќе разговараме и за тоа. А уште еднаш ќе ви кажам, вие немате апсолутно, не зборам за вас како личност, мада може и тоа да го дискутираме, како партија немате никаков кредибилитет да зборувате за обвинителство или за правосудниот систем во Република Македонија.